Сите знаеме дека македонците се познати по својата емпатија, хуманост и солидарност. Но никој не рече дека е лесно да се види потресна сторија во вчерашни и да се остане рамнодушен. Една таква траурна сторија за еден осамен човек, напатен скопјенец од населбата Водно, ја потресе јавноста. Сторија која споделија милиони македонци ширум републиката и светот, па не е ни чудо што токму оваа тажна приказна е место број 11. Наоѓаме се пред вилата на еден бизнисмен. Он не замоли името да не му го објавуваме. Човек у последните неколку години се соочува со драстичен пат на неговите приходи и мора да живее со само 3000 евра месечно. Вика дека пријателите го зарежале, дека институциите не му дават тендери, а у последно време ситуацијата со таа немаштија е толку многу климава, што дури му се клати и брако. Може да видиме. Добро, како живеете? Тешко. Морам да признам, многу е тешко. Пријателите ме изолира, не ми доаѓаат повеќе нагости, велат сум им давал од оној рефус кавијарот. Децата морам јас да ги возам на училиште. Жена ми, оној ангелот, мораше да најде работа. Тешко е, многу е тешко, многу е траурно и... Еве, дојдете да видите, дојдете базенот да го видите, например. Значи, ова не личи на ништо. Па јас немам пари да платам човек да ми го исчисти базенот, ова е навистина катастрофа. Значи, вие сте морале да се откажете и од многу други работи. Прва си отиде јахтата. А веднаш потоа и децата се вратија во Македонија и тоа директно во државно образование. Јас сега на вистина сум многу загрижен за нивната иднина. Добра, шо ви паѓа најтешко од се? Многу работи. Оној ангелот, кога ќе ја видам покрај тенџерето се кршам. А уште повеќе се кршам кога треба да јадам од готвеното. Сега можеме да си дозволиме само еднаш неделно да одиме во ресторан да вечераме. И тоа не можеме лосос да си го нарачаме, бифтек јадеме. Добро, а пробале ли сте да најдете помош од некој да потражете нешто? Пробав, да. Не ми треба многу, мене ми требаат 3 тендери до... Фала, злата. И еве вака додека сме тука, ако може на вашиот камерман еден апел, ако може некој гледаш да се јави, да дојде шофер да ми биде за децава да ми ги носи до школа и назад, многу би му бил благодарен. Луѓе, имавте прилика да бидете сведоци на една многу потресна приказна. Овај човек е скромен и он не тражи многу. Нашата екипа се надева дека за брзо време ќе успее да си го врне стариот живот. За вчерашни, од вилата на бизнисменот Слободанка Лешник. И сега имаш ли уште трауми од тоа време? Имаме, докторе, како немам. Имам нокни мори многу, знаеш. Отварам фрижидерот и у фрижидерот нема ни кавијар, нема ни лосос, нема. Едино она пршутана од 799, ефтината, знаеш. И тоа време тука е на солза, тука ми доаѓа и децата буват позади, тато, на родителска те викаат. Ама, знаеш бе, докторе, каква родителска? Абе, не како што требаше нели у Швајцарија да идам на родителски, него тука бе, докторе, од државна школа бе. Абе, и знаеш, ги гледам и децата и така, и тука се будам, знаеш. Добро, но како што ми рече ти сега валјда ситуацијата е подобрена малку, има тендери, фаќаш нешто малку. Види, не е дека е сјајно, знаеш. Добро е, сега да не бидам неблагодарен, докторе, фала на она анонимната партија, нели што пушти некој тендерче. Ама не иде ни вака бе, докторе, ти не знаеш што се му се случува на еден човек кога живее со само 3000 евра месечно. Не посакувам ни на најголемиот душман тоа да му се случи. Ич, не те боли, земи круасанчи и ги тоа.